Намален е бројот на хоспитализирани пациенти позитивни на COVID-19 во Кумановската болница, информираат надлежните. Во модуларната болница хоспитализирани се 15 пациенти, а на инфективниот одел 7. Директорката на Општата болница во Куманово, доктор Снежана Захариева, истакна дека бројот на прегледи кои изминатиот период се движеше и до 120 на дневно ниво е намален на 40 на пациенти. Размислуваат и идната седмица да се затвори модуларната болница. Лежачките пациенти во модуларната се пациенти кои што имат повеќе интернистички заболувања, повозрасни пациенти, со мозочни удари, со диабет, со кардиоваскуларни коморбидитети, така да лечењето е долготрајно и комплексно. Очекуваме во тек на оваа недела бројот барем да се преполови, а можеби и ќе дојде до затварање на модуларната болница, затоа што дел од нив ќе заминат дома, дел од нив ќе продолжат со своето лекување на некои од останатите одели на Кумановската болница. Во последниот бран хоспитализирани биле повозрасни граѓани со придружни болести. Мал е бројот на помлади кои завршиле на болничко лекување, но имало и деца позитивни на вирусот. Од доенчиња на возраст од 3 месеци, исто така имавме и предшколски деца, деца на школска возраст. Ретко кој разви некоја клиничка слика заради која беше потребна хоспитализација. Истите беа упатувани во Институт за белодробни заболувања кај децата во Скопје, во Козле, а останатите беа овдека третирани, на контроли беа доаѓани и обично беа на домашно лекување, значи со поблага клиничка слика. Лекарите и понатаму препорачуваат граѓаните да се придржуваат до мерките за заштита и веднаш штом ќе пројават симптоми да се изолираат. Треба малку фер да бидат повеќе и оние кои што пројавиле симптоми, а не сакаат да се тестираат. Едноставно треба да се изолираат, да не се мешаат со останатите. За другите мерки не би да зборувам затоа што нели веќе трета година едно исто зборуваме придржување на мерките. Сепак многу време помина, Омикрон за среќа беше со поблаги симптоми, иако бројките беа големи, но сепак ќе речам дека не треба да заборавиме дека вирусот се уште постои. Постои, веројатно уште ќе се одржува, но да се надеваме дека ќе биде со поблага клиничка слика. Во Куманово изминативе 2 месеца позитивни на вирусот биле 2800 граѓани. Во моментов активни се над 130 лица.